Во продолжение ќе разговараме со Ана Василевска, уметнички координатор на Златна рамка, филмска ревија Златна рамка, петто издание, да, на филмови од македонска продукција. Така. Добро утро напрво за сите гледачи, ви благодарам за поканата. Настанот именно почнува денеска, по тој повод сум тука и тоа што ева од каде да почнеме, нели? Нас многу не радува тоа што постојано гледаме поголем број на филмови македонска продукција, за разлика како било пред години. Всушност, од каде идејата, од каде иницијативата за формирање на Златна рамка? Па така, Друштвото на филмски работници на Македонија практично пред 5 години имаше иницијатива да го почне овој настан Златна рамка, денови на македонски филм. Практично да разграничиме, не станува збор за никаков фестивал или пак дека тие филмови се никаква селекција. Тоа е ревија. Тоа е ревијално издание и тоа ги вклучува сите оние филмови кои се реализирани, односно имале премиери во претходната календарска година. Практично за да не дојде до забуна, велат, да, филмовите тие се снимени тогаш, не филмовите се снимаат некогаш подолго и од 2, и од 3, и од 4 години, меѓутоа тие својата премиера имале минатата година и тогаш на Златна рамка доаѓаат веќе на следното издание и се прикажуваат сите без исклучок. И целта е практично, освен да се афирмира македонската кинематографија, да се популаризира на некој начин, бидејќи овие филмови практично не можат да се видат на друго место. Мал е просторот кој го остапуваат телевизиите, за жал, за македонски филмови и исто така на филмските фестивали, дури на домашните филмски фестивали нема многу простор за овие филмови. Освен оние популарни наслови или долгометражни филмови, меѓутоа краткометражните филмови, документарните филмови кои не се помалку вредни, нема каде да се видат. Така што денеска, утре и задутре во Младинскиот културен центар и во кинотеката на Македонија целодневна програма, сосема бесплатна за сите граѓани. Тој ќе беше веќе следно прашање, да. И ги покануваме сите, практично, имаше некои прашања деновива, дали вие имате некаква целна група? Целна група не постои на Златна рамка, практично филмот им припаѓа на сите. Има наслови кои се исто податни и добри за да се видат содржински и за помладата публика, меѓутоа, нели, тоа не познава граници од никаков вид. Во делот на Златна рамка ќе има ли други настани, некоја организација за годинава за петото издание? Да, секогаш се практикува да има пропратни настани кои се однесуваат најчесто на филмските професионалци и овој пат во соработка со Дескот на креативна медија ќе дојде гостинка од Хрватска која ќе одржи една работилница утре и задутре за продукциите, за сите оние новини кои се случуваат, за апликациите кон фондовите, за реализација на некои нови формати на филмови или пак серии и така натаму, така што тоа навистина е од полза на филмските работници и сите оние кои сакаат да дознаат повеќе за тоа. Од минатата година се воведе социјална програма. Што значи таа социјална програма? Така, како што напоменав, Златна рамка во опит или да добие сета публика, односно да не прави никаква селекција кон публиката, таа се чувствува на некој начин, Друштвото на филмски работници сметаат дека треба да бидат општествено одговорни кога веќе и овие филмови ги прикажуваме од причина што тие се филмови поддржани од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, се снимаат со буџетски средства, што значи со самото тоа, освен што се ставени се и на увид и на отчет пред публиката, која нели да види каде се потрошени нивните пари, односно што е реализирано. Практично постојат и групи на граѓани за жал кои од различни причини се спречени да дојдат и да ги посетат кинесалите, да не ги наричаме маргинализирани групи, меѓутоа нели од различни причини и затоа од лани се воведе програмата Фокус социјалната програма која подразбира одење на Златна рамка во институциите. Овој пат тоа ќе биде во Домот за стари лица Мајка Тереза, ќе биде во Казнено-поправниот дом Шуто Ризари и ќе биде во студентскиот дом Гоце Делчев. Се разбира, студентите можат и да дојдат во кино, но еве да се поттикнат повеќе и да им се даде на некој начин поддршка, постојано ги слушаме дека имаат, не знам, тие се нели ограничени се со време, со услови, така натаму сите имаат можност да погледнат филмови. Под мотото, ако вие сте спречени да дојдете на филм, ние филмот ќе го донесеме кај вас.
Сушност, тоа е и мотото во делот на социјалната рамка која што ја има годинишното пето издание. Она што секогаш примамува е тоа што ќе се слушнат имиња на филмови кои што немале можност да ги видат. Кои се некои филмови кои еве ќе имаат можност сега да ги видат? Ќе ги видат дел. Позвучените обично секогаш примамуваат повеќе, или тие што сме ги слушале во текот на годината. Ајде да кажеме дека е така, меѓутоа и тие самите, како што реков, за жал кај нас недостигот на киносали и простор каде што овие филмови не може да си го продолжат на некој начин животот после таа премиера, дури и оние што велите наслови кои се попопуларни. Во случајов имаме 3 долгометражни филмови. Тоа се Мими на Дарјан Пеевски кој имаше своја премиера и киноприкажување. Потоа најстрикниот човек на светот. Јас ги читам во моментот и затоа и ве прашувам, може сите да се информираат и кажат. На Стругар Митевска, да. И го имаме уште третиот долгометражен филм, тоа е Снежана на крајот умира на Кристијан Ристевски, кој практично беше прикажан премиерно на затворањето на минато годишното издание на фестивалот Браке Манаки. Овие филмови како што краткометражните може да споменеме некој? Па би било малку неблагодарно да се одвојуваат наслови, јас би препорачала сите да се погледнат тие така се прикажуваат во блог. Да, и публиката веќе некој и фаворизира секогаш публиката, нели? Да, затоа и не би ги одвојувала. Да, и се фаворизираат, не знам, си беше еден звук во режија на Огнен Шапковски и се фаворизира Фениксот од Кавадарци. Васил Хаџиманов. Да, тоа веројатно тој документарен филм е интересно да се погледне. Ние документарен филм за Васил Хаџиманов првпат и имено истиот ќе биде прикажан кога зборувавме кој филм би бил благодарен да се прикаже во домот за стари лица, па го одвоивме тој, можеби тој ќе биде интересен за повозрастната публика. Нели Васил Хаџиманов е една музичка икона која така што независно од содржината, јас повторно ќе кажам, не би сакала да ги одвојувам затоа што особено краткометражниот филм е посебен филмски формат кој си има своја и уметничка вредност и интересно тие одат на самата програма каде што може да се информираат нели публиката, ќе види има и во медиумите на социјалните мрежи. Програмата може да си ја видат во зависно колку дена ќе трае. 3 дена, значи практично почнува денеска, утре и задутре завршуваме сабота. Добро, со оглед на тоа дека имаме и продолжен викенд, малце повеќе време. Така, па би рекла некако се поклопи овој пат ова пето издание да дојде помеѓу двата големи религиозни празници кај нас. И ете во име на тоа, на таа, да речам, световност и духовност, да речеме дека ова се денови на македонски филм, на некој начин празник на филмот, да го наречеме празник на нашиот филм. И мислам дека секој би можел, нели, баш заради тоа што е продолжен викенд, оние што ќе останат тука. И затоа што ќе биде и бесплатно, се разбира, така да апсолутно дека има простор за што да се дојде. Она што е интересно секогаш е моментот кој ќе биде награден. Така, затоа што секогаш публиката има фаворити. Така, меѓутоа да напоменам дека овие награди Златна рамка кои се доделуваат повторно по 5-ти пат, тоа се Златна рамка за филмски работник, филмски автор и филмски актер. И овие награди не се поврзани со тековната програма и тоа се почесни награди, значи не се награди кои се одбираат во зависност од филмовите. Тоа Друштвото на филмски работници годишно врзоса на работата која што била изминатата година. Не изминатата година, значи практично воопшто, најчесто за придонес во македонската кинематографија. Изборувавме за минатата година, филмовите, прикажувањето, па ми се врзоснова на активноста, да. Меѓутоа, ова е некој начин да се одаде почит на оние филмски работници, ете филмски актери и добиваат награди, нели, на фестивали. Кој се добива награда? Колку категории има? Филмски работник, филмски автор и филмски актер. Така, добро. Така, сега и тоа е интересно затоа што филмски работник и затоа прва ја кажа, затоа што меѓу другото Златна рамка и се случи и заради тоа да се афирмираат повеќе филмските работници, оние кои се зад камерите, оние кои никој не ги гледа во таа макутрпна работа во тој процес. Најчесто на фестивалите излегуваат режисерите, актерите, продуцентите, меѓутоа тие така не видли тим од што работи. Апсолутно, а ништо без нив, без моите колеги зад камерите горе во режијата, ништо, џабе. И што сме подготвиле како колеги се паѓа во вода ако не е добар тимот кој што работи зад вас. И многу ми е драго што ги вреднувате. Така, тоа е да речам еден куриозитет на Златна рамка, никаде на друго место тоа и не може да се случи. Да, и не се никако испомнувани, за жал. Да, и многу ми е драго што е на ваков начин. Секоја година ја доделувате таа награда или година? Да, тоа се трите награди кои се доделуваат секоја година, да. И секоја година ги добива, нели, различен, кој
за сметка на неговиот минат труд. Да, мене ме интересира кој ги предложува, кој ги гласа. Тоа е во рамките на Друштвото на филмски работници, тоа се случува. Да. Каде што сите одлучуваат, веројатно се даваат предлози, потоа се одлучува кој би требало оваа година тоа да го добие. Сега нели не е тајна, веќе излезе во медиумите на ми е особено драго. Дали смееме да кажеме кој ќе секако. За филмски работник ја добија еден човек кој ја работи електрика. Практично тоа се нарекува сектор, значи електрика во филмската дејност и тие луѓе се задолжени за цел таа потреба од електрика на филмот. И тоа е навистина исклучително важно, затоа што тоа е задолжен и за безбедноста на сетот и така натаму. И еве ќе речам, тоа е црни. Значи филмските работници го знаат и знаат дека нели без него ништо. За жал, исто така на некој начин со оваа награда треба да се поттикнат и затоа што ние имаме малку недостиг на кадри. Оние кадри кои работат на сетови, затоа бидејќи можеби сметаат дека е непопуларно, ама тоа пак сега кадрите што се зад камерите, а не разбират колку тие се најважниот фактор. Така, но и тие треба и да бидат мотивирани од нешто. Нивниот статус е во прашање, затоа меѓу другото ќе се разговара денеска повторно на годишното собрание на Друштвото на филмски работници, а и на македонска телевизија, ете ќе најавам дека ќе имаме една убава дебата на која ќе стане збор токму за статусот на овие филмски работници, кои се луѓе кои целиот живот хонорираат, никаде не се вработени, не фигурираат пред државата, се невидливи, а работат еве по 30 и повеќе години, ќе стигнат до пензија и практично ништо. Меѓутоа, јас се надевам дека со овие иницијативи ќе се дојде до некој решение, но ајде сега да најавам и наградата за филмски автор, значи да ги разграничиме, а тоа ќе го добија костемографката Емилија Ивановска-Атанасовска, која без која практично не знам, тоа се број, таа има броен минат труд и е нели позната по незината темелна работа која секогаш детално истражува епохата во која треба да се снима филмот, периодот, карактерите и така натаму. Па визуелниот изглед ја долува приказната. Апсолутно. Костимите се нешто што е многу важен дел од филмот. Да. И актерот. Актерот, добро. Тоа е Камка Тоциновски. Камка Тоциновски, да. Тоа е една актерка наша која во последниве години е исклучително исползувана во филмот. Прилично храбра на филм, еве во последните незини улоги и сметаме дека токму таа треба оваа година да добие награда. Јас верувам дека сите кои што сте ги избрале се токму тие кои што треба да бидат избрани да ги добијат овие награди. Драго ми е што се видовме на самиот почеток на 5-тото издание. Ви посакувам солесно работа и посакувам да трае. Навистина е многу убав момент, пред се не само за филата на филмски работници да се соберат, туку има можност малце повеќе и со нас обичните, со публиката да се запознаат. Ево одличен момент. Апсолутно. Значи, од денеска, од 5 часот во Младинскиот културен центар, во киносалата Фрусина и во кинотеката, бесплатен плес и во кинотеката. Само извинете, не бе прашав со оглед на тоа дека се ограничени просторите, треба да се најават. Да се надеваме дека толку ќе се исполнат киносалите што веднаш ќе реагираме и ќе се организира уште една проекција. Се надеваме дека ќе биде така, ви благодарам. И вам ви благодарам.